Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам добре дојде и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Вие кои што редовно не следите, знаете дека од понеделник до петок обработуваме најразлични теми од областа на здравството, посветени буквално на секоја возрастна група. Од новороденчињата, децата, тинејџерите, луѓето во средно доба, повозрасните, бидејќи кај секого од нас во одреден период од животот ни е потребно да знаеме или да слушнеме што би требало да правиме за добро и здраво да живееме, а кога велиме деца, детски развој, тоа е она најважното на кое што треба буквално сите да посветуваме внимание. Тема и емисија посветена на сите родители и сегашни и идни, бидејќи ги зборуваме за важноста и поврзаноста на исхраната, нутрицијата со развојот на детскиот мозок и генерално за добриот раст и развој на секое дете. На оваа тема ќе разговараме со професор доктор Аспазија Софјанова, специјалист педијатар неонатолог, субспецијалист невролог, шеф на одделот за интензивна нега и терапија од Универзитетската клиника за детски болести, председател на Македонското педијатриско здружение. Ќе имате можност да слушнете многу интересни совети, многу интересни препораки, бидејќи во семејството, без разлика дали станува збор за едно, две или повеќе дечиња, родителите, а посебно мајките, секогаш се можеби во дилема која е вистинската храна, кој е вистинскиот начин да се пристапи до добриот раст и развој на детето, па затоа секогаш секоја информација и секој совет е добре дојден за сите нас. Се надевам ќе не следите и ова утро од самиот почеток до крај и веќе добро знаете дека на почеток следува и првиот блок реклами, а веднаш по него почнуваме и со разговорот на темата која што ја најавив пред малку. И уште еднаш подсетување дека со професор доктор Аспазија Софјанова, специјалист педијатар неонатолог, субспецијалист невролог, шеф на одделот за интензивна нега и терапија од детската клиника за детски Универзитетската клиника за детски болести, председател на Здруженијето на педијатри на Македонија, зборуваме за улогата и важноста и поврзаноста на нутрицијата и исхраната со развојот на детскиот мозок, но и генерално со развојот и растот на децата. Добро утро, доктор Зули, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Секогаш ми е посебна чест и задоволство да ви бидам гостин и покрај големите обврски што ме чекаат и денес и нон-стоп, ми е драго да бидам ваш гостин, ми е драго да бидам дел од можноста и да, ако има можност и да слушнат граѓаните, да си споделиме некои размислувања, новини во педијатрија и ви благодарам уште. Кои што се многу важни буквално и за родителите, ама велиме и за целото општество во кое што живееме. Би сакала на почетокот Балканската школа за педијатри. Веројатно во сите многобројни обврски и подготовката на сето тоа во март ќе се одржи, што ќе биде во фокусот на оваа школа оваа година. Еве и за сите што слушаат и родители, што рековте за целото општество, е важно да знаеме дека улогата на педијатарот мораме да ја ставиме на право место. Јас како председател на Здруженијето на педијатри на Македонија сум многу сепак среќна со моите колеги, бидејќи најдовме заеднички јазик околу тоа кои ќе бидат клучни теми, а позната сум дека сакам авангардно да го донесам делот околу негата, грижата, новините во педијатријата и неонатологијата, да не заборавиме дека неонатологијата е дел од педијатријата каде започнува животот. И токму тоа и актуелностите кои ги слушаме кога одиме надвор од нашата држава и каде што сакаме да се вклопиме, станавме препознаени. И ние чести задоволство да председателот на Интернационалната педијатриска асоциација професор Жозеф Хадад ќе дојде исто и ќе присуствува и на отварањето и ќе ни даде посебна важност, бидејќи како држава во регионот во делот на педијатрија сме доста препознаени. И многу ми е драго бидејќи во тоа председателот на ЕАП, Европската академија на педијатри, кој е германец, Бертхолд Колецко, исто така ќе ни биде гостин со уважение колку е важна сепак улогата на докторот и приодот кон фамилијата, затоа што не е само детето, тоа е целата фамилија во која разговорот треба да тече на професионално ниво, а сепак да бидеме доближни до родителите и во контекст на тоа, во склоп на целата Балканска школа 26 до 29 март следниот месец, ќе имаме интерактивна работилница во која ќе ги повикаме сите родители, тоа е јавен повик да знаат,
и ќе можат со сите нас педиатри, ги вклучуваме пред се оние кои што се во првата ударна линија, тоа се примарните педиатри, на кои исто така во научниот дел ќе им дадеме големо значење, бидејќи без нив препознавањето рано на одредени болести кои сега се повеќе гледаме многу новини, ќе можеме да го направиме, ама во директен контакт со инфлуенсери и ќе оди со лайв стриминг, со инфлуенсери ќе викнеме родители и нормално ние педиатрите и тука да се развие една реална дискусија. Често пати прашањата што ги мачат родителите, а можеби и не можат да стигнат, да изнајдеме начин како да стигнат до правите решенија. Тоа е првата работа, втората кима ќе опфаќаме теми од различни области. Еве, на пример, досега не сме обработиле тема од реуматологија. Што се случува кај децата кога имаат проблеми со коските и континуирано прво се јавуваат на ортопед, а за тоа стои некој проблем со коските кој што кај децата од нултиот ден па се до третата година во безпропусна ден мораме да го даваме витаминот Д. Улогата на витаминот Д, кој што особено го видовме во ковидот, и реуматологијата како цела работилница ќе ја направиме, и ни доаѓа директорот на Черал Паша од Истанбул, професор Озгур Касапчопур, кој што е председател на Турската Здружение на педиатри. Со тоа ќе направиме навистина една новина која досега не сме обработувале, била се некако во склоп со реумакардиологија. Сакаме да опфатиме кардиохирушките пациенти, тука ќе ги зближиме сите центри кои што во државата наша имаат и успех, и сакаме да ги повикаме, да направиме исто тука една убава интерактивност, разговор, кога е правото време за откривање на вродени срцеви мани. Потоа се разбира дека ќе биде и педиатриска нефрологија, каде што имаме веќе поканети странци. И тоа ќе дојдат од Европа многу еминентни стручњаци кои што ќе зборуваат на темата бубрезите и ретките болести. Се разбира во контекст на тоа доаѓа мозокот и една многу интересна тема која што е актуелна во светот, а тоа е артифицијалната интелигенција во педиатрија. Неминовна е веќе да биде вклучена и да се мора зборува да биде и за неја. вклучена, за, против, и имаме исклучителни предавачи на таа тема. Јас учествувам во еден проект за неонатална неврологија, каде што артифицијалната интелигенција говори за мозокот. Како значи, што значи мозокот на еден многу интересен и приемчив начин кон родителите да може да бидат, но сепак да не заборавиме. Ние, човечките битија, што учиме медицина, педиатрија, сме тие кои што треба да бидеме и затоа ќе заокружиме со тие интерактивни работилници. Во меѓувреме, ако има деца кои што цртаат, кои што имаат желба да тоа биде исто, да кажеме, еве, да видиме какви таленти, а имаме таленти кои треба рано да се препознаат. И тоа сум го нотирала, еве сега последно што бе во Глазгов, воно тоа што имаше педиатриска неврологија, Академијата на Велика Британија која направи прекрасен симпозиум на тема детска неврологија, делот од децата кои имаат проблеми во нивниот невролошки развој, има преубаво направени изложби од кои дури можеше да се купат преубави слики. Зашто не знаете колку од децата кои што имаат проблем, имаат други работи од кои треба да се искористат и од кои треба да им дадеме на нив и волја, сила и шанса да станат навистина успешни во својот дел од приказната, а во исто време и задоволни. Така да. Педиатриската балканска школа си има веќе своја традиција на одржување, ама оваа година некако многу малку интересно и малку поразлично. Пред се намената за вас, лекарите, нели, стручните лица, ама е убаво и што ете ги вклучувате и родители. Ја погледнав агендата и некаде на крајот. Здравје да не заборавиме. Имаме и дел за менталното здравје кој верувам дека многу ќе ги интересира. Можеби еве сега вака како говориме стално добиваме понека нова идеја, да оди тоа и на лайв стриминг континуирано, бидејќи стручњаците што ќе зборуваат и од психијатрија, од нашата клиника, повикавме од Институтот за психологија, каде што ќе бидат мултидисциплинарно, што значи менталното здравје, кое навистина е исклучително важно во она што се случува и што го гледаме секојдневно, како она што порано не сме ни знаели, ни предпоставува дека може да се случи со децата, сега веќе во декранизацијата, во она кое што се случува, има нешто и трето кое што мораме да го проговориме јасно, гласно, за да можеме така да им помогнеме на децата. Ја чувствуваме веќе потребата дека многу повеќе треба и за тоа да зборуваме. Во агендата веќе некаде на крајот имаше растот и развојот на децата во првите 1000 дена. Така е. Зошто е тоа важно? Тоа е, нели, првите 3 години, така? Тоа е првите 3 години. Јас во овој контекст ќе ви кажам дека во овие 1000 дена
влегуваат и оние 9 месеци кои што се интраутерино. И често пати делот кој што бил таков, повеќе сме го ставале на гинеколозите, односно ништо кои што ја следат бременоста, меѓутоа сепак фетусот, реков еднаш, еве сега ќе повторам, како пациент ќе го обработиме малку повеќе, и што значи исхраната, кои на вистина битни елементи служат да е бремената жена или идната мајка, односно незиното веќе чедо кое што го носи, треба да ги прима одредени нутритивни состојки кои ќе значат пред се нормално здрав развој, кој што вклучува не само на сите органи кои што се следат по, да кажеме, нели првите 3 месеци кои што се клучни, тогаш се формира практично ембрионот, односно плодот, потоа аѓа фетусот и потоа веќе каде и да е дел од тие деца, дури се наши пациенти, бидејќи знаете, предвременото раѓање може да се случи после првите 6 месеци и при тоа затоа после нашите оделенија каде што и се повеќе ќе дебатираме на тема зошто се случува тоа, но секогаш бараме некоја причина во медицинскиот дел. И медицинскиот дел е навистина важен, ќе дадеме акцент, затоа сме лекари, но забораваме дека во суштина најдобриот лек или вториот мозок кој што е стомакот и целото здравје доаѓа преку тој втор мозок кој што ги дели да ги диригира практично, нели, сите импулси понатаму во вистинскиот мозок и целата таа оска мозок, гат или го викаме гастроинтестинален тракт кој што е врзан и во оно тоа што спомнавте и вие, тоа е микробиотата, односно микробиомот, целиот човекот е еден микробиом составен од многу микроорганизми. Дебатираме континуирано на таа тема и стално микроорганизмите ги сметаме дека се лоши, но не е така. Имате дел кои што се добри и да видиме кои се тие добри и кога настанува дисбаланс меѓу тие добри и лоши микроорганизми кои се населуваат во гастроинтестиналниот тракт и кои се одговорни за многу така наречени проинфламаторни реакции. Про значи за инфламација, значи инфекција, кои што може да поминат, а ние да не приметиме. И тоа понатаму прави одредени проблеми кои што може да се ефектуираат во говорот, може да се ефектуираат во растот, во развојот и да создадат одредени пречки и затоа таа исхрана во првите 1000 дена ќе биде акцент и ќе биде еден од, нели, као лого на оваа балканска школа. Клучноста на првите 1000 дена нутриција кај фетусот и кај новороденчето и кај доенчето, кај детето, кои што значат дефинитивно поени за здрав живот понатаму. Треба да мислиме од тој период. Да, е чувствителен процес, нели, развојот на мозокот уште во бременоста, па понатаму и во текот на животот и токму така и затоа се важни овие работи да ги знаеме. Се почнува од тој прв момент, па продолжува понатаму. Каква е поврзаноста на исхраната? Кои хранливи состојки, кои хранливи нутриенти му се потребни, на што да внимаваме? Какво е мозокот е најгладен, можеме така да кажеме? Најгладен е секогаш и затоа нормално мораме да внимаваме. Нели велиме шекерите не се секогаш пожелни и не се секогаш добри, меѓутоа за новороденчето се клучни заради мозокот, така да она кое што е пред се најважно, тоа е мајчиното млеко. Да. И тука да не заборавиме секогаш. Најдоброто гориво кое што го прима баш гориво, токму така. Тоа е правиот збор, бидејќи мајчиното млеко ги содржи сите потребни градивни состојки во таков сооднос кој така ги создала природата, не можело по-перфектно да биде. Се друго е второ. И нас ќе настојуваме на тоа колкава е важноста на мајчиното млеко и хидратацијата. Хидратацијата е она кој што после доведува до дехидратација, која е еден од клучните елементи заради кој може да настанат исто така клучни промени кои го афектуираат пред се мозокот. Нерасположеност кај детето, која се гледа дека хидратацијата, ако е на мајчино млеко, а побарува или сепак го сеќате дека нешто не е срекно до крај, јас се сеќавам кога колегите од надвор или странци веќе не прашуваа дали е срекно детето. И ние не го имаме тоа како идиом во нашиот говор, нели, срекно дете. Како тоа срекно бебе, нели? Ама има нешто што понатаму како ќе станувате искусни, чувствувате дека среќата се гледа преку малите нешта кои укажува за здравиот развој, кој треба да се детектира од многу раниот период. Цицањето е еден, доењето, кој што создава една и нутритивна
поддршка и емоционална поддршка, што значи таа на која обраќаме особено внимание, значи не е само ајде се нахранува, спие и така еден обичен формален дел и период кога почува да се свестува за себе, орална, анална фаза, сите тие ќе ги обработиме, што тоа точно значи, што значат некои однесувања кои не треба да ги стопираме, бидејќи кај децата имате различни типови на однесување, едните ви се аларм, другите ви се сосема фаза, да разграничиме што е аларм, а што е фаза. А што е фаза. Знаете како тоа е исто многу важно и тоа укажува на еден здрав развој кој ако отскокнува од тоа и го посматраме детето, затоа нашата улога и улогата на примарните педиатри е следење. Тоа следење во првите 1000 дена ги вклучува исхраната, дали добро толерира, како оди по надвор, нели, или како фецес има, каква урина има. Тоа понекогаш го занемаруваме, ама тоа ви се параметри кои индиректно зборуваат за здравјето, како се исхранува детето и како вербално ве доживува. Второ е вербално, прво е преку очите, преку плачот, па и вербално е тоа, затоа што преку плачот ние можеме да видиме дали функционира добро мозокот и сето тоа го склопуваме заедно, даваме совет. Тие работи не смееме да ги забораваме затоа што 1000 дена се клучни и во текот во однос на таа нутриција која споменавме и во однос на другите однесувања на бебето кои ви кажуваат во кој правец треба да ја тераме работата. Така, кога го споменавте хидрирањето, како тоа да се направи? Хидрирањето е еден од начините кој најдобро се гледа преку мерење на тежината на бебето и нели знаеме колкава е полна пелената. Бидејќи уринирањето правилно покажува дека детето добро се хидрира. Бубрезите се еден од факторите кои исто така мораме да ги вклучиме и затоа имаме цела сесија за педиатриска нефрологија, зашто сум посебно среќна бидејќи токму тој момент е клучен во однос и на нутрицијата. Нутрицијата не е изолирана сама по себе, еден дел од материите кои се обработуваат преку стомачето се исфрлаат, тие материи кои не се потребни, останатите влегуваат во циркулацијата и го прават детето тоа што треба да е, а другиот дел нормално се екскретира, течноста. Кога се раѓаат бебињата се 95% вода, односно течност, дури може би и повеќе. Према турчињата имаме податок 98%, значи хидрирањето, затоа мајчиното млеко дури некогаш и мала количина на дестилирана или вода пречистена може да значи добро плакнење на клетките од токсините кои што се создаваат, бидејќи веќе почнува метаболизмот, почнуваат одредени метаболити да се излачуваат во циркулацијата и дел од нив треба да се исчистат. Ако стои акумулација на тие метаболити, докажано е дека тоа може исто така да афектуира и да биде фактор на ризик за одредени така наречени, сега тој не е клучен израз, микробиом, проинфламаторна ситуација или проинфламаторни реакции кои што потоа може да направат реална инфламација која некогаш се гледа, пак ви кажувам, некогаш нека детето, ама ако се види понекогаш е многу касно. Тоа е она кое доведува до одредени пречки. Значи да ги спречиме работите преку ова се што го правиме, за да не дојде понатаму да ги лечиме и да ги нотираме проблемите кои излегуваат надвор од дозволените граници. Да. Родителите секогаш го прават најдоброто за своето дете. Мајката во првите месеци со бебенцето е само таа или исклучиво и најмногу посветена. Никогаш не би сакале нешто лошо да направат и не прават, ама може ли несвесно некоја грешка во поглед на исхраната, дополнувањето, бидејќи сега и милиони информации се достапни на интернет, како да го најдат вистинското? И да го применат за своето дете. Затоа ја правиме оваа интерактивна работилница во која треба да го приближиме сепак педијатрот да им даде совет. Имаме многу работи околу имунизацијата кои ни се ставени под знак прашалник. Во овој контекст морам да дадам ексклузивна информација. Ако за последните 3 години имаме аутбрейк или повторно враќање на некој од овие, да кажам, болести кои што претходно беа заштитени со имунизацијата, сега со оглед на доста информации кои излегоа и кои што мора да се побијат со медицина базирана на докази. Се разбира дека родителите го сакаат најдоброто. Да бидеме реални, дури плашењето нивно треба да го сватиме и да бидеме тука на страната на тоа да им објасниме. Јас сум имала случаи каде доаѓале кај мене дали да примат одредена вакцина, имунизацијата, дали да ја почнат, кога да ја почнат. Се си има свој распоред, за да на крај, кога ќе најдеме заеднички говор, кога убаво ќе им објасните,
Не сум имала до сега родител кој одбил нешто, па и ако треба да се одложи некоја работа, па и да се консултираме, колкава е значењето, односно про таа работа и контра. Аутбрейкот на сипаниците, тоа ситните сипаници, кои некогаш можат да направат и сериозни проблеми, затоа има имунизација за тоа, може да напрати понатаму во животот уште поголеми проблеми, затоа се велат детски болести. Да. Во последниот месец во јануари, според податоците од Европската академија на педиатри, е толку зголемен да за последните 3 години да ги соберете заедно, нема да се фати бројката да биде иста како што за првиот месец во 2026 година. И тука настана нели дебата меѓу нас, претседателите на здруженијата кои контактираме цело време, така и дознав дека таа бројка е многу покачена. Да. Па ете, постои токму тоа, не е само кај нас, постои значи на европско светско ниво, да кажеме, ние сме дел од Европа сепак. И во тој момент сватив дека сепак треба мене. Тука се става акцентот. Затоа ќе ги земам сите колеги од што може да дојдат од останатите држави да ги споделиме искуствата и што треба вистински и ние да се запрашаме. Дали подклекнавме под одредени искушенија? Искушенијата ќе постојат секогаш, но да видиме кои се вистинските бенефити. Има родители кои можеби ќе дадат и споделат некои искуства со имунизацијата, на кои ќе треба да поработиме, да ги реално образложиме. Не е секој дете исто. И вчера го ставивме акцентот на една дебата каде што бев, дека секое дете е индивидуа сама по себе. Не можете едно предвремено родено да го ставите во иста категорија како едно новородено или едно поголемо дете. Значи секое дете со својата приказна на индивидуален пристап преку артифицијалната интелигенција можете навистина да направите одличен скен за одредени состојби. Така да мислам дека многу ќе најдеме интересни новини, бидејќи светот се менува дефинитивно, драматично се менуваат многу работи и добро што одиме напред сепак на свој начин. Да. Не било сигурно исто јас кога почнав да студирам медицина. Да. Вчера баш коментиравме како беа работите кога почнавме да студираме медицина со еден од колегите кои сме во така да кажам повозрасна категорија, имаме поголеми искуства во однос на помладава генерација која има тотално други информации. Прилагодување и на едните и на другите. И на едните и на другите. Е, токму тоа ќе биде оваа балканска школа. Да ги прилагодиме нештата и да ги слушнеме родителите, основаните стравови, зашто ние не сме реагирале во одреден временски период како лекари. На крајот ние за тоа и учиме, нели, за да можеме да помагаме и прецена тие фамилии за интерес на здравјето на нивните деца. И тоа ќе биде, мислам, многу добар конструктивен момент во кој што ќе направиме вистински промени во интерес, пак ќе кажам, на децата, заедно со родителите. Сам човек не прави ништо. Така, да. Ќе погледнеме уште еден. Имаме и за сестри исто така дел, многу важно да не заборавиме. Сестрите се исто така дел од негата од растот и развој и мислам дека тие заеднички наши расчистувања ве покануваме јавно, еви телевизијата и можеби ако сакате и гостин да го повикате и еден од овие наши ексклузивни колеги кои што ќе дојдат и кои што ќе ги кажат и нивните искуства во однос на велиме секогаш е добро да ги слушаме искуствата така од надвор, така па истите да ги применуваме и овде кај нас. Да се адаптираме, пак ја кажам, не можете се да пресликате што прават луѓето. Како што рековте, секој дете е различно и затоа пристапот и на родителите и на докторите треба да биде кон него. Да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот, останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот, иако ни останува уште малку време, ама кога вас човек ве слуша толку убаво, енергично и кратко, концизно и јасно зборувате, ја сваќаме пораката која што ја испраќате до нас. Кои хранливи материи се добри, кои се лоши, треба да ги избегнуваме, барем еве во кратки црти некои препораки и совети уште од рана возраст и понатаму во растот на децата. Почнуваме со делот кој што е малку со засладен вкус. Не можете детето веднаш да го ставите на, да кажеме, повеќе солена исхрана или да речеме некој горчлив вкус, тоа веќе е резервирано за возрастните. Така да ги охрабрувам мајките да знаат дека во текот на животот не мора да избрзуваат за некои работи. Полека, ама сигурно. Мајчиното млеко е повеќе на кај, да рече, повеќе на кај благо удире и тоа е оној момент кој што до првите 6 месеци се уште е фаворизиран, значи ексклузивното мајчино млеко и понатаму помалку хидрација, што рековме, и воведување на одредени вкусови од
овоштието кое што го имаме сепак во изобилие. Ние сме земја на која што треба да бидеме горди, бидејќи сепак имаме клима која што е пожелна и која што одгледува доста зеленчук и овоштие кое што можеме да го користиме кај дечињата. Ако не може да дојат сигурно адаптираните млека во консултација со лекар, кое адаптирано млеко би одговарало на дечињата, и секогаш сум за тоа дека на вистина имате фактори кај мајката кои не можат да направат. Јас сум имала случај кај мајката плаче каде што на вистина сака да го дои дете, тоа ама едноставно тоа е невозможно. Тиквата, бананата за почеток исто така може да бидат до 6-тиот месец, зборувам постепено, полека со внесување, да има сепак една нишка на кај благо, да речеме повеќе да содржат во себе гликоза, односно повеќе да содржи исхрана на мозочето во првите 6 месеци, за да постепено почнуваме да ги внесуваме вкусовите од типот на зеленчук, кои што на вистина ќе значат и будење на другите системи кои што се важни во овозможување на целиот организам да функционира нормално. Значи, во првата година, првите 6 месеци резервирани за шекерите, до некаде шекер е некомпетентен израз, ама сакам да кажам, еве за да ме разберат, но постепено да оди тоа кон солените, односно зеленчуковиот продукт, и веќе постепено да оди кон протеините, односно протеинската или месната исхрана, која сепак сметаме дека е најважното градивно нешто кое што го гради и оној останатиот структурален момент во мозокот, структуралниот дел на градењето на останатите делови од телото и практично растот и развојот, плюс суплементите од типот на D, D3, односно витаминот D. Тие веќе задолжително. Тие се задолжителни, и омега 3 масни киселини, значи липидите, кои што последни ги внесуваме во целата оваа, да кажам, плејада, но се исклучително важни, бидејќи тие се сврзна материја, која што сето ова што го внесуваме во организмот на крај ќе се сврзе и ќе направи едно комплетно функционално, да кажеме, една функционална единка која што ќе ги содржи сите овие работи во добар сооднос. И пак ќе кажам, со контрола на одењето по надвор, каде што ќе ни биде знак дека сето тоа оформено и убаво е делото на кој што се внело, дека гастроинтестиналниот тракт со своите добри бактерии убаво го сварило и на крај мора да штетните работи излезат надвор. Значи, постепено внесување, да преидеме од шекерниот дел, односно добрите шекери, кон солениот дел или од оние зеленчукови каши, од зеленчуковите работи кои што значат, нели, сепак да не биде веднаш актот на голтање да го збуниме со тврда работа, која што вклучува убаво обработено и мевце. И за тоа си има време кога, нели, помалку така се внесува за да почне да научи да џвака, за да не направиме и друг не проблем. Само на кашеста храна. Така е. Да. И за тоа си има тачно временски период во кој што знаеме дека тоа ќе има многу поголем cost benefit, нели, отколку да направиме harm или штета, и протеини, на крај сигурно и липиди, односно масноти кои што ќе значат буквално градење на особено делот од мозокот, кој што... И сето ова е важно и за растот и за развојот, бидејќи првично посветуваме внимание на физичкиот раст и развој, така, ама за спомнавте физичкиот развојот на мозокот е исто така подеднакво важно. Спомнавте и физичкиот развој. Во здраво тело, здрав дух. Мозокот исто така многу убаво се храни кога доенчето ќе го изнесеме и надвор, во една убава средина, и кога ќе може да едноставно има разноврсност и односно разноветие во текот на денот. А тоа значи, кога веќе почнува да ги разбира работите, убаво е да ние го научиме постепено и само да ја чувствува храната. Иако имаат тенденција да останат на шекери, имаат тенденција да земат и глутенска многу храна, некако тој момент можеме да го контролираме и тоа ќе ни биде нас параметар, бидејќи понекогаш оно што е многу сладко и добро и што е пожелно, не е добро. Таа контрола ќе треба ние да ја амортизираме и да кажеме ова доволно, да преминеме кон нешто што е поконструктивно, тоа се оние нови гайдлайнси кои што исто така ги коментираме на Балканската школа. Гайдлайнс за правилна исхрана која ќе адаптираме на нашата средина. Да. Ако почнете да го навикнувате детето уште од најрана возраст на здрави намирници, така, здрави хранливи материи и навики,
ќе продолжи веројатно и понатаму, иако ќе има моменти кога можеби ќе сака да јаде и нешто друго, бидејќи шеќерите, преработената, процесираната храна, тие многу лошо влијаат понатаму нели на детето. Тие влијаат и во однесувањето. Па се појавува обезноста и однесувањето, концентрацијата, велиме, храната и емоциите. Голема поврзаност имат. Затоа мораме да кажеме, значи нашата средина ќе адаптираме во однос на однесувањето на детето, бидејќи сепак на крајот на детот ние не сме толку несрекна средина, верувате, има многу држави каде што имаат несрекни луѓе и депресијата е еден од начините кои што ве тера да токму почнете да го задоволувате еден дел од вас со премногу исхрана. Така да обезноста кај нас не е толку голем фактор на стравување се уште. Затоа ова ќе биде превентива, за да не дојде, бидејќи во други држави обезноста е веќе дефинитивно и како болест. Дефинитивно, затоа што има последица од токму тој момент на еден вид, да речеме, одредени проблеми кои што се, ако веќе во контекст на болест, тоа е веќе нешто друго. Но ако е во контекст на првиот мозок горе, тогаш веќе има друга суштина. Затоа зборуваме навики здрави, добра храна. Ако осетите дека детето веќе има потреба да јаде конзерванси и видови, ги прикажувате на телевизија дел од тие работи кои што не влијаат позитивно, го оптеретуваат стомачето, ги промовираат лошите бактерии, при тоа после настанува навика на тоа, ама тоа индиректно буди многу работи кои што ги напоменавме, од друга страна инсулинска резистентност. Ете ги тие шеќери кои се акумулираат и создаваат практично обезност која што не е пожелна и по многу други основи. Тоа е веќе направена обезност, стекната обезност, а не е реална обезност. За да го избегнеме тоа, тие здрави навики првите 1000 дена. Толку. Да бидеме највнимателни и фокусирани токму на тоа. Времето ни измина за емисијата. Ке ни треба уште многу часови, некогаш велиме така за да обработиме се, ама секако имаме и други прилики. Ви благодарам за гостувањето, а кога ќе дојде моментот и на организирање на Балканската школа, ќе најдеме начин и претходно да проговориме или пак откако се ќе заврши, така да ги сумираме впечатоците и искуствата од она што таму се зборувало. Ќе ми биде задоволство. Она што сметам дека ми е мисија мене во овој живот е тоа да помогнам на луѓето и да помогнам на идните родители. Имам и собствено искуство, пошто сум и мајка, и баба, и се поред, така да и како човек, кога ќе ги видам нештата како се сменети во однос кога ги одгледував јас керките, сега е исто различно кога ги гледам внуците и гледам колку треба сепак многу работи да се сепак стават под контрола, а за тоа е потребно да се биде лекар кој го има чувството кон детето. Така, ви благодарам. Ви благодарам и вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.